Видете, јас според затоа што не сакам да зборувам напамет како што зборува колешката Тренчевска, според она што и вие сами го кажете, 4,9% инфлација е нешто нормално кое што се случува во овакви кризни состојби, во оваква ситуација со нестабилен геополитички тек. И самата светска организација за храна и за земјоделие самите велат дека нормално е во кризни состојби да имаме од 5 до 8% инфлација. И сметам дека секако се држиме во овие граници, но разликата е во тоа што владата ги превзема овие чекори, како што кажавте, претходно со намалување на ДДВ-то и акцизите за горивата, со цел да се заштити онаа инфлаторна спирала која што се произведува со години наназад поради лоши политики, немање на производство, намалено земјоделие и така натаму, благодарение на владите на СДСМ. Меѓутоа и сите овие проценти кои што ги кажа колешката Тренчевска, сите се многу помали, далеку помали од она што се случуваше 2022 и 2023. Можеби треба да се податоци и за вас е нормално 12% изголемување на основни прехранбени производи. Да бидеме реални, откупот на јагнешкото месо оваа година достигна 332-30 денари по килограм. Тоа е откупна цена на жива мера. А дали сметате дека тоа ги оптоварува граѓаните, односно стандардот на граѓаните? Секако дека ги оптоварува, пак ќе повторам, имаме се помалку земјоделско производство, за жал, со години наназад. Имав една статистика од 2014 до 2022 дека има 40.000 помалку земјоделци во Република Македонија, и сето тоа е ова што се случува со шокот на цените, со зголемувањето на цените, е од една страна намаленото производство, од друга страна се знае дека цената е дефинирана поради побарувачка и поради понудата која што ние имаме да понудиме. Јагнешкото месо знаеме дека најмногу оди за извоз, она што останува тука и самите трговци, верувам дека некои го прескокнуваат оној закон за нефер трговски практики, дополнуваат одредени проценти. Дека немаше потреба од дополнителни мерки за заштита на стандардот на граѓаните? Да дојдам до поентата. Дека некаде се злоупотребува, тоа е факт, посебно со оние прекупци, со оние трговци кои што знаеме дека ги купуваат по неколкукратно пониски цени производите, меѓутоа и намаленото производство на крајот донесува до една ваква ситуација. Она што е во рацете на владата е нормално, можеби да се направи една добра анализа за да се види од каде потекнуваат проблемите, да се применуваат законите за нефер трговски практики и инспекторатите да си ги вршат задачите, меѓутоа избрзаните мерки гледавме дека во минатото ни донесува многу голема штета. Тука ќе потенцирам мерките за замрзнување на цените направија штета. Не знам кој како ќе го свати тоа, меѓутоа јас го сваќам дека периодот додека трае мерката за замрзната цена е стабилна, но за тоа што во тој период имаме зголемување на трошоците на производство или импутите кои што ја дефинираат цената, од кога ќе завршат мерките, веднаш тие рипнуваат, така да некои мерки подобро е да се направи анализа, да се почека, да се види се додека се држиме во овие нормални граници, да се види до каде можеме да одиме, па понатаму да се превземе, затоа што па еве од друга страна и акцизите се намали и ДДВ-то се намали. Ние 2022 како опозиција кога баравме, па не ни послушаа воопшто. Ниту ДДВ намали, ниту акцизи намали. Кажавте дека имаме нормална инфлација 4,9%.